Зелениот договор, рехабилитација на патот Куманово-Страцин, дигитализацијата, перспективата на младите и културата се темите на кои што разговарале амбасадорот на Европската унија во Македонија Дејвид Гир и градоначалникот Максим Димитриевски на денешната средба во општина Куманово. Димитриевски ја истакна одличната соработка со канцеларијата на ЕУ, како резултат на што досега се реализирани голем број заеднички проекти, финансиски поддржани од Европската унија. Приоритетна тема на состанокот била реализацијата на проектот за трајно решение на проблемот со отпадот во Кумановско со изградба на современа фабрика за преработка на отпад. Ова е проект кој што се реализира од страна на поголем број на општини од источниот и североисточниот регион, а конечната цел е да се затвори градската депонија Краста и да се изгради нова фабрика за преработка на отпадот во овие два региони на територија на општина Свети Николе, каде што општина Куманово е еден од најголемите партиципиенти во проектот, а целиот проект е грант на Европската унија. Дополнително и за плодната соработка која што општина Куманово ја има на проектите од прекугранична соработка со Република Косово и Република Бугарија, каде што успеаме до сега да имплементираме вкупно во изминатите 4 години 4 проекти, од кои што најзначаен е последниот за нас проектот за реконструкција на поранешен хотел Солун, а исто така и проектот на спомен костурница и уредување на спортските игралишта и дел од амфитеатарот на оваа локација. Најголемата инвестиција е влогот во системот за управување со отпад за североисточниот и источниот регион, вели евроамбасадорот Гир, потенцирајќи дека во моментов целосно се фокусирани на изградба на објектот за управување со отпад, инвестиција од 21 милиони евра, а придобивки од овој систем ќе имаат околу 20% од населението на целата земја. Кога ќе се спроведе, ова навистина ќе доведе до огромно подобрување за граѓаните на овој регион и ќе го стави самиот регион на фронтот на прво место во однос на управувањето со отпад. Но како што каже и градоначалникот, тоа е сложен проект кој што опфаќа голем број начинители и навистина потребни се многу работи, меѓутоа во овој момент навистина мора да започнеме побрзо да работиме и да напредуваме со неговото остварување, зашто побрзо граѓаните можат да ги ползуваат неговите придобивки. И секако разговаравме за различни аспекти на тоа како да го раззелениме, односно да го направиме градот поеколошки чисти, како да биде животната средина да ја подобриме. Секако чистиот воздух е нешто што е апсолутно суштинско значење, а секојдневно живееме тука, го дишаме тој воздух. И не беше мило што можевме да поразговараме за сите начини на кои што ЕУ може да помогне во овој процес, особено кога станува збор за системите во градинките и во основните училишта, односно оние системи кои што ќе помогнат да се намали аерозагадувањето. Продолжуваме со ист интензитет и во реализација на Еразмус Плюс проектите кои што основните и средните училишта ги реализираат со останатите училишта од државите членки на ЕУ и регионот, а целосно се покриени од средства на Европската унија, додаде на пресконференцијата Димитриевски. Се отвараат нови можности за соработка на нови полиња, ги очекуваме отворените повици кои што треба да следат, а ние како општина сме подготвени и кадровски и капацитетно да одговориме на самите повици со цел да ги намалиме комуналните и други проблеми на нашите граѓани. Мора да потенцирам дека една од најексплоатираните теми на состанокот беше и заштитата на животната средина и борбата против загадување, што во следниот период ќе се обидеме заедно со нашите партнери од Европската унија да ги искористиме нивните искуства во делот на борба против загадувањето. По официјалната средба, Димитриевски и евроамбасадорот Гир го посетија поранешниот хотел Солун, кој што беше реконструиран со околу 220.000 евра европски пари. Согласно проектот, покрај конзервација, реставрација, санација и адаптација на објектот, обновен беше и интериерот, просториите опремени со мебел, со цел во обновениот објект да се организираат обуки, семинари, музички настани и слични активности.